Пожарникарите трчаат и гаснат, адлежните апелираат, медиумите пишуваат, а земјоделците палат и палат. Според командирот на противпожарната служба, се додека не го изгорат целото поле. Таква е ситуацијата со пожарувањето на страништа во Кочанската котлина, откаде секојдневно чади и го гуши овдешното население. Граѓаните ја повикуваат против пожарната единица, само кога огнената стихија ќе се приближи до нивните куќи и имоти, а не реагираат кога нивните соселани ги палат страништата. Во текот на вчерашниот ден имавме околу 16 интервенции и запалена површина околу 35 хектари. Пожарите се наоѓаа на повеќе места, како на пример почнувајќи од Оризари, Прибачево, Мојанци, дури до Чешиново. Загрозени беа повеќе витални објекти, фабрики, оранжери, куќи, бензински пумпи. Во одредени моменти, во еден временски период, моравме да го блокираме патот од Облишево до Чешиново, бидејќи од двете страни имаше пожар и постоеше опасност да бидат зафатени возилата што поминуваат. Од почетокот на февруари нема ден, а над градот и другите населени места да не се издига густа чатот за палените страништа во полињата. Телевизија Кочани постојано регистрира опожарени површини, чија црна чат предизвикува проблеми во сообраќајот на локалните патишта. Постојаното палење на страништата ја потврдува немоките на одговорните инспекцијски и други служби пред неодговорното однесување на земјоделците и другите потпалувачи, кои ниту ги почитуваат апелите и препораките, ниту се плашат од законските санкции. Ниту укажувањата за штетните последици од опожарување на земјоделското земјиште не стигнуваат до оние кон кои се упатени. Од тука чудни се нерационалните навики за една придобивка, полесна обработка на нивите да се предизвикуваат повеќе други штетни последици, како уништување на хумусот на животинскиот свет, загадувањето на животната средина и предизвикување опасност од поголеми катастрофи. Во текот на денешниот ден од општина Кочани добивме нови информации околу пожарите. Вчера Кочанската противпожарна единица имаше рекордни 16 интервенции само за 12 часа, од 10 до 22 часот. Единицата во полн состав непрекинато гасеше пожари на сите делови од Кочанското поле. Синоќа огнот стигнал само на 100 метри од бензинската пумпа кај Чешиново. Пожарникарите со огромен напор спречиле катастрофа. На магистралниот пат помеѓу Облешево и Чешиново огнот се споил од двете страни на полето, па имало застој во сообраќајот и полициска интервенција. Од разбеснетиот пламен биле спасени делови од оранжериите Добра.